Благодарам, почитувана председателка на комисијата, почитувана македонска јавност, почитувани колеги пратеници. Денеска е вториот кандидат за разгледување за уставен судија и јас исто морам да го потврдам она што го кажаа претходните колеги, а го кажавме и во текот на вчерашната седница, во текот на нашето обраќање, тоа е дека секој кандидат требаше да има право овде да дојде, да се произнесе и да се представи во рок од едно 10-20 на минути. Станува збор за 9 кандидати, кои што доколку се обратеа по 10 на 20 минути, значи за неколку часа таа работа ќе беше завршена и ќе можевме да поразговараме, односно да ги прашаме работи кои што можеби и вас ве интересираат, а вчера гледаме дека на пресконференцијата ги извадивте како владеачко мнозинство за овие лица кои што се, да речеме, наши кандидати, а веројатно ќе имавме и ние одредени прашања за кандидатите кои што доаѓаат како предлог на владеачкото мнозинство. И повторно ќе речам, жално е што ово оди на овој начин, ова избирање на судии. Мислам дека е некоректно јас како пратеник и како човек кој што не е од филата да зборува за професор, доктор Родна Живковска, значи редовен професор на еден универзитет во Република Македонија, која што е професорка веќе, редовна професорка, 15-16 години во фелата, професорка која што ги води курсите, значи и додипломски, и магистерски, и докторски, професорка која што предава на Академијата за судии и јавни обвинители во Република Македонија, која што е оценувана со највисоки оцени за своите ангажмани. И сега од една страна го имаме овој момент, значи имаме ситуација каде што имаме аргументирано и подкрепено со факти CV, односно биографија, и кој ќе го споредите она CV, односно биографија на кандидатот кој што вчера беше презентиран од страна на владеачкото мнозинство, мислам дека аргументите говорат сами за себе кој требало да биде изберен, односно кој требало да има предност во изборот на уставен судија. Ова CV што е пред мене е вкупно од 8 страници, тоа вчера што го изгласавте имаше големина од страница и пол. И не е само големината на CV-то, туку е и содржината на CV-то. Во самата содржина на CV-то, ќе повторам, значи професорката редовен професор од 2006 година во научната област граѓанско материјално право. Понатаму, покрај редовните работни обврски како редовен професор, професорката Родна Живковска била и раководител на Институтот за граѓанско право и раководител на катедрата за граѓанско право на Правниот факултет Јустинијан Прави во Скопје. А денес е сенатор во Универзитетскиот сенат при Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. Како што реков, во 2012 година оценета со оценка 4,8, значи одлична оценка, за најдобар предавач на Академијата за суди и јавни обвинители. Сега еден таков професор кој што е оценуван, значи истакнат правник, искусен правник, што е оценуван со највисоки оценки, веројатно нема да ја добие поддршката на владеачкото мнозинство, затоа што некој веќе договорил во партискиот штаб на Социјалдемократскиот сојуз и на ДУИ дека тој наш предлог треба да биде одбиен само затоа што доаѓа од редовите на ВМРО ДПМНЕ. И затоа треба македонската јавност да биде запознаена. Иако веќе, мислам дека на македонската јавност е повеќе од јасно кој ги партизира институциите и зошто довербата во тие институции е минорна, односно, спомнаа колегите, недовербата, односно довербата во судството, 8% доверба, недоверба 92%. Значи, секој на 10 граѓани, 9 граѓани не веруваат во судството. И доколку вака продолжиме, мислам дека тој процент ќе се зголемува во тотална недоверба во правосудството. Иако, како што знаеме сите, Уставниот суд не потпаѓа под правосудството, меѓутоа, реков, како четврта власт, која што е контрола над законодавната, над извршната власт, над судската власт, значи
тие спорови помеѓу тие власти доколку постојат и гледаме како ги решава во изминатиот период, па гледаме партиски соопштенија, конкретно за некои закони кои што беа оспорувани во изминатиот период, председателот на Уставниот суд даваше политичко образложение, а не правно образложение. Чиниш станува збор за некој партиски избран послушник, што и се потврди со неговото образложение. И нема да зборам за кои закони, многу добро знаете за кои закони зборувам. Во последните 5 години, внимавајте, само во последните 5 години професорката Родна Живковска има објавено повеќе трудови во меѓународни научни списанија, меѓународни научни публикации во земјава и во странство. Значи, тоа се списанија кои што имаат импакт фактор, значи вкупно 16 за 5 години, нешто што не успеавме да го видиме за кандидатот на владеачкото мнозинство во текот на вчерашната дебата, односно дискусија, и верувам дека нема да го видиме и за следните кандидати, кои што ги предлага владеачкото мнозинство, затоа што факт е дека неспоредливо е биографијата на професорката Родна Живковска со биографиите на предложените кандидати од страна на владеачкото мнозинство. Внимавајте, има објавено повеќе монографии, учебници, учебни помагали и коментари на закони. Значи, професорката е апсолутно подготвена за да биде уставен судија. Ако некој работи на закони, во подготовка на закони, изработка на закони, оценка на закони и така, мислам дека ќе има можност и да врши оценка на тие закони доколку биде изберена како уставен судија. И јас само ќе прочитам дел од тие монографии, учебници, учебни помагала и коментари на закони. Значи, општ дел на граѓанско право, воведни теми, општ дел на граѓанско право, практикум, стварно право, пак граѓанско право, прописи од стварното право, збирка прописи од стварното право, општ дел на граѓанското право и така натаму и така натаму. Професорката доктор Родна Живковска има значајно искуство во работата како член председател на повеќе комисии. Значи, уште еднаш се потврдува дека станува збор за исполнување на уставното начело, дека треба да станува збор за искусен, односно за истакнат правник. И тука би ги навел како подкрепа на моево тврдење следново учество како член и председател на повеќе комисии, односно сенатор во Сенатот на Универзитетот Кирил и Методи во Скопје, раководител на Институтот за граѓанско право 5 години, во последните 5 години, раководител на мастер студиите насока граѓанско и материјално право и граѓанско процесно право. Член на Правниот совет за реформи во правосудството при Министерството за правда на Република Македонија, Комисијата за посредување во авторските и други сродни права при Министерството за култура на Република Македонија, односно таму е председателка, член во Програмскиот совет за уредување на градското земјиште на Република Македонија, член на Советот за реформи во правосудството при Министерството за правда, член на Советот на Адвокатската комора на Република Македонија, член на Управниот одбор на Фондот за земјоделство и така натаму, сега има уште 5-6 од овие, да не ги редам сите по ред. Во рамките на стручно-апликативната дејност, професорката доктор Родна Живковска учествувала во повеќе работни групи, комисии за изработка на закони и други правни акти, а има изработено и поголем број на експертски правни мислења од областа на стварно правните односи, посебно поврзани со стекнувањето и заштитата на правото на сопственост. Значи, професоркава, како што реков, учествувала во изработката на овие закони. И тука би ги наредил следниве. Член на работната група за изработка на законот за измени и дополнување на законот за приватизација и закуп на градежно земјиште во државна сопственост. Член на работната група за изработка на Граѓанскиот кодекс на Република Македонија. Член на работна група за изработка на подзаконски акти на Законот за катастар и недвижности, како и за изработка на самиот Закон за катастар и недвижности. Член на работна група за изработка на Законот за експроприација во 2012 година. Член на работна група за изработка на Законот за градежно земјиште. Член на работна група за изработка на Законот за измени и дополнување на Законот за собственост и други стварни права од 2008 година. Предлог статут на АД Аеродромски услуги Скопје, Македонија. Значи, практично гледаме еден широк диапазон и широка лепеза на закони во кои што има учествувано, во самата изработка има учествувана почитуваната професорка. Исто така има изработено многу експертски мислења кои што биле побарани од неа како експерт, како професор. И тука би ги навел следните: експертско правно мислење за законитоство на едностранното раскинување на договорот за концесија и експлоатација на минералните суровини. Експертско правно мислење за издавање дозвола за оператор на
услуги врз основа на договор за авторски услуги. Експертско правно мислење во врска со усогласувањето на Унигран Мер со нивниот договор на концесија од 2003 година со Законот за минерални суровини од 2007 година. Експертско правно мислење во врска со можностите за приватизација на земјиштето во сопственост ТЕТЕКС. Експертско правно мислење за склучениот договор за долготраен закуп на земјиште помеѓу АД Топлификација и Министерството за транспорт и врски. Експертско правно мислење за побарување помеѓу Евростандард банка и Доел Фиком од Скопје. Експертско правно мислење за имотно-правниот статус на Универзитетското одморалиште во Охрид на Универзитетот Свети Кирил и Методи Скопје. Експертско правно мислење за ЈСП Скопје во врска со спор помеѓу Макпетрол АД Скопје за неизвршување на обврски од договор за снабдување на автобусите на ЈСП Скопје со компримиран природен газ и така натаму ги има уште едно десетина такви експертски правни мислења кои што се дадени од страна на почитуваната професорка. Мислам дека, како што реков на почеток, со ова презентација на CV-то, односно на биографијата на страна на професорката Родна Живковска, мислам дека потполно се испочитува уставното начело за поставување, односно за избор на уставен судија на искусен и истакнат правник. Аргументите се на страната на професорката. Јас пак ќе речам, многу е непријатно да зборувам за некој кој што не е тука присутен во салава и второ, према кој што, иако не ги познавам лично, значи овие кандидати, меѓутоа според CV-та мислам дека треба сите да имаме почит и да се однесуваме кон нив со достоинство. Мислам дека избор на едно такво лице кој што е со импозантна биографија, со импозантно CV, нема да ви биде проблем доколку го изгласате, затоа што во наредните 9 години веројатно владата не планира да биде власт и во наредните 9 години. Мислам дека изборот на уставните судии треба да биде базиран секогаш врз база на меритократијата, а не врз база на партиската припадност или на партиската обоеност и во најмала рака врз основа на партиската послушност, односно кој каде го поднел своето CV. Беше споменат од претходните говорници, од колегата Антон Милошовски, од останатите колеги. Еве гледаме, претходниот кандидат кој што беше делегиран од страна на власта, го поднел своето CV веројатно во штабот на политичката партија или до пратеникот, меѓутоа имате професионалци кои што не било во ваше време како председателка, меѓутоа е во време на владењето на Демократскиот сојуз и на Демократската унија за интеграција. CV кое што е доставено завршило најверојатно во Корпа, односно во Канта. И зошто е тоа така? Што ве спречи да го доставите тоа CV до пратениците, да се разгледа секако доколку не го одобрувате тоа CV, не ви одговара тој лик, вие не сте морале да го изгласате. Меѓутоа треба да се дадат еднакви шанса на сите кандидати. Затоа што еднаквите шанси се тие за кои што треба сите да се бориме. И ние треба како собрание, како законодавен дом да овозможиме на сите граѓани, односно на сите заинтересирани, да можат, доколку ценат дека ги исполнуваат условите, критериумите, кои што за жал се многу минорни, односно уставот е многу не предвидува критериуми за кандидирањето за уставни суди, да дадеме можност на сите заинтересирани кандидати да се пријават. Па да ги погледнеме, да поразговараме тука со нив. Пак ќе кажам, ние имаме 9 кандидати, за неколку часа тие можеа да бидат завршени тука, да се представат, да ги види македонската јавност. Ние вака сега се доведуваме во состојба да кревате раце, вие што сте членови на комисијата, да кревате раце за луѓе за кои што не ги познавате. Вчера беше споменато, дури нема ни слика од нив, па ќе мора да ги бараме на интернет за да видиме за какви лица се работи. И сега од една страна имате професорката Родна Живковска, реномиран правник, реномиран професор, а од друга страна го имате Љубомир Јовевски. И сега за Родна Живковска нема да гласате, а ќе гласате за Љубомир Јовевски, за човекот кој што е сатрапот на македонското обвинителство, човекот поради кој што имаме 8% на недоверба, односно на доверба во правосудството. Човекот кој што е поклоник на Социјалдемократскиот сојуз и на ДУИ, човекот кој што во целиот негов мандат работи за партиски потреби, одмазда кон партиски членови на опозицијата, одмазда кон структури кои што, да кажам, се во изминатиот период поврзани на некој начин со партијата која што е моментално во опозиција, односно со мојата партија, само од причина што на некој начин му ветеле дека после неговиот мандат, односно после завршувањето на неговиот мандат, тој не
биде повикана одговорност за неговите злодела кои што ги правил, односно недела кои што не ги правил или ги правил додека бил јавен обвинител во Република Македонија и ќе се скрие 9 години, ќе се скрие како уставен судија. И тоа не е добро. Значи, ако ние така продолжиме да ги бираме уставните судии, имате од една страна професорка со реномирано досие и од друга страна го имате јавниот обвинител, кој што при очи се прави слеп, при уши се прави глув. Ви имате јавен обвинител кој што не поднесува обвинение, односно не зема во предвид факти кои што се јавно познати, кои што се шувани од страна на опозицијата. Значи не сака да вештачи телефони и така натаму, само затоа што знае дека кога би се извештачили тие телефони, тој што го предложил за јавен обвинител може да заврши утре зад решетки. Зборам за телефоните на Бојан 13, на Бојан Ивановски. Зборувам за човек кој што не превзема никакви мерки кои што поврзани со една специјална јавна обвинителка која што во случајот на еден од случаевите на специјалното јавно обвинителство има обвинување дека подметнала докази. И сега тој човек не према ништо против таа обвинителка, а ние утре ќе го гласаме за уставен судија. Ете, затоа имаме ние проценти 8% доверба во судството. Или човекот кој што суди врз база на, односно поднесува обвиненија, врз база на рекла казала. И дозволува да се менуваат изјавите во текот на постапките. И таков човек ни утре ќе го избереме за уставен судија и тој човек ќе треба утре да ни врши оценка на законитоста на на ускладеноста на нашите закони со уставот. Па сите знаеме како ќе носи одлука. Има ли некој да не знае во македонската јавност како ќе носи одлуки? Ако не знаете како ќе носи одлуки, видете што правил во изминатиот период, како се однесува. Меѓутоа, за Љубомир Јовевски, кога ќе дојде на дневен ред, тогаш посебно ќе земеме збор. Мојот коментар беше и мојата поента беше само да се направи споредба помеѓу професорката Родна Живковска и такви луѓе кои што се предложени од страна на владеачкото мнозинство. Македонската јавност треба да знае дека ние треба да имаме уставни судии со кои што ќе се гордееме, затоа што ако тој уставен суд, односно таа институција е врв на сите институции, како што реков, и треба да прави деконфликт помеѓу властите во Република Македонија, судска, извршна и законодавна, тогаш таму треба да седат најискусните, таму треба да седат најстручните, луѓето со најголеми компетенции, а не такви послушници како што предлагате. Ви благодарам.